U imето na Otca i Sina i Svetijeg Duha. Amin. Возлюбенimo Христа Бога, браќа и сестри, Христос се роди. Вистина се роди. Христос се роди. Вистина се роди. Христос се роди. Вистина се роди. И да донесе радоста што денешниот празник ја носи, а е врзана за животот на првиот меѓу 7 Ерусалимски ѓакови. Стефан. Токму затоа и се нарекува архиđакон, првоđакон, првоначален đакон. Од делата апостолски, авторско дело на светиот апостол и евангелист Лука, дознаваме дека сите đакони ерусалимски имале исклучителна функција и одговорност во животот на првата црква Христова, создадена на денот од Светата Педесетница. Тие најпрво биле апостоли Христови, него со своите очи Христа Господа го гледале и со своите уши Христа Господа го слушале. А потоа од она што денеска го слушавме од читањето на светите апостол, свети архиđакон, апостол и првомаченик Христов Стефан, бил е обично млад, убав, прекрасен човек и солидно образован и воспитан човек. Негов учител бил големиот еврејски философ Гамалаил. Истиот оној човек кој што откако евреите, а и самиот Свети Стефан бил евреј по крв, го убија, така што го затрупаа во камен. Пред портите, влезните порти во свештениот град Ерусалим, кој што и денеска го носат неговото име, портите на светиот архиđакон Стефан. Сите ние што сме биле таму, сме се удостоиле да го посетиме тоа место. Светиот, големиот еврејски философ со благородничка крв Гамалаил му бил учител на Свети Стефан и на Савле. А Савле, подоснежниот апостол на народите Павле, бил во крвно сродство со Свети Стефан. И откако го, во моментот кога го убива со камен, Савле, ревнител на законот, ги држеше алиштата на својот сродник по крв и по дух, Стефан, во своите раце. Тогаш и тој бил младо момче, неверојатно образован и ревносен во чувањето на закон Божи од Стариот Завет. А откако Свети Стефана го убија,
неговото мртво тело во своите раце го прими учителот, професорот Ивни, Гамалаил. И честно го погреба, односно го сочува, го сохрани, значи го сочува. Старословенски збор за оно што значи зборот сочува, да го сохраниме упокоениот брат или сестра наша, значи да го сочуваме, И така, најмили мои, Свети Стефан во друштво на Савле и Гамалаил ја сведочел вистината за Христос, против која што и Гамалаил и Савле се бореле. Во моментот кога го убивале Свети Стефана заради Христа Господа, заради вистината Божја. И тука Свети Стефан однапре ми ја откри природата и смислата на маченичкиот етос, за кој што рече си во секоја беседа на секоја света литургија го подвлекуваме како базична карактеристика на животот на христијани. Според тој етос кој што на почетокот е етос на совеста христијанска, да се биде маченик во совеста, е некоја почетна точка од таде што се тргнува. За да се оспособиме, да созрееме, да извишиме до точката, до степенот на мачеништво, која што го бара нашиот живот. За со целиот наш живот, со крвта наша, да ја запечатиме љубовта наша кон Христа Господ. Тоа Свети Стефан ги го откри. Тој е првиот маченик во крв во историјата на христијани. После Христос се ради. Жртвата Христова, Свети Стефан, која што е богочовечка, ја потврди, ја запечати со љубовта на човекот спрема богочовекот Христос. Пролевајќи ја крвта своја, но на еден чудесно восхитувачки начин, убивајќи го евреите, тој не ги осудуваше, тој не плукаше позив, не ги навредуваше, не им пружаше отпор, не се бунеше, туку стоејќи на корена, со очите вперени кон небото, каде што со очите своји го виде Отецот Небесен, го молеше убиството што го вршеа евреите врз него, да не им го земе за зло. Тоа е етиката на еден православен христијанин што е содржана во тоа. Свети Стефан не провоцира, ама бил провоциран. Провокацијата ја прифатил, но си забранил себе си да ги провоцира другите околу се. Како резултат на тој конфликт помеѓу законот на евреите и љубовта Христова, Свети Стефан се определил за љубовта Христова и ги прифатил доброволно и со љубов сите последици што произлегуваат од таквата определба за Христа,
Da se opredelite za Hrista, znači da se opredelite za čovjekot, da se opredelite za sveto. Nemožno je da se ljubi Bog, a da se mrazi čovjekot i sveto. Nemožno je da se ljubi Bog, a da se mrazi čovjekot, sveto i sebe si. To Sveti Stefan go znaše. Sveti Stefan, kako što rekotme, pominao niz visokite toga znani univerzitetski centri. Aleksandrija bila centar na judeo-hristijanstvo, judeo-hristijanski centar. Tamo se kovala verata vo Boga, no i znanje to za Boga, za čovjekot i za svetot. Tamo sveti otac Stefan se ovenča so golema vera i so golemo znanje. Iako je Evrej, noseo grčko ime, izboruval grčki jazik, bili ti togašna Aleksandrija, bila centar na helenizma. I jazik so koji što slovere golemite intelektualci na togašnjo svet, bio jazik na grčkite filosofi. Tokmu to jazik Sveti Stefan odlično go znao, tako što odlično je znao. I starozavetnata biblijska istorija i starozavetnata biblijska teologija. No, Sveti Stefan je čovjek što stoji pred nas site i deneska, kako primjer što treba da se sledi. Poradi što njegovото ime mnozina go nosa. Ja sam jedan od mnozina što go nosi njegovото sveto ime. I možem da vi kažem, neka imето na Sveti Stefan obvrzuva je neobično odgovorno. Da go nosite njegovото ime, znači vo sedamo se upodobite na njegovio život, na njegovio hristijanski ethos. Ali za da bide taka, za se so nego treba da se merite. I kada počnete da se merite se o nego, shvatite kakva beda ste, kakva siromaštija od čovek. Nedostojen da oblečite sveštenički ruvaj, da svedočite vistinata Božja. Zašto ta ne se svedoči толку со зборот, колку што со животот. Онака пак ќе повторам како што тоа го правеше Свети Стефан во моментите кога го убиваа. Го даваше целиот свој живот за Христа и словеше за Христа, за вистината Божја, несопирливо. Никој не можеше да го сопре неговиот благословен јазик, да ја открива и да ја сведочи. Сета вистина за живиот троичен Бог. Господ и нас да не научи да го следиме примерот на Свети Стефан. Особено ние што го носиме неговото име. Другите пак носат исто така имиња на свети, жители и граѓани на небесниот град. Животите на светителите чии имиња ги носиме се необично примерни за сите нас. И сме повикани да ги следиме нивните животи, за да не се посрамиме во денот, ако благослови Господ, со нив лично да се видиме. Во близина Христова, околу Христа, Господа. Амин.